Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте. Уште едно издание, Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Конечно, гостим во студиото Оливер Андонов. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро недо. Благодарам на поканата, малку почекавме. Малку почекавме и токму беше најдраматично вашето откажување во момент кога ви откажавме, ни откажа миксетата, па се дигна целата афера околу мене, околу телевизијава, околу се и се што. Но добро е, се дигна добра фрка во целава работа. Инаку добре дојдовте прв пат во нашето студио. Немавме многу време да ве запознаеме. Во секое гостување, секоја емисија, покрај тоа што оди во живо на Сител 3 на целата мрежа низ Македонија, вршиме лайв стрим и во живо одиме на Facebook. Затоа за одење во живо на телевизија ги имаме овие наши микрофони, а како дополнително овој микрофон и уште една камера која ни служи исклучиво само за Facebook. Бидејќи ричот е прилично голем, а македонците надвор, па и странци, според она што го добивам како информација, бидејќи статистиките веднаш по завршувањето Facebook ми ги испреќа, огромен интерес има на емисијата, особено кога доаѓаат луѓе од ваш калибар, аналитичари за состојбата во Македонија. Интересот е огромен. Америка, Германија, Австралија, Нов Зеланд, Канада, Обединетото кралство и Италија. Дури и некои поегзотични земји како Куба, да се чуди човек каде се не има. Што значи, македонците, господине Андонов, македонците се многу заинтересирани и многу загрижени за состојбата во Македонија. Јас ве поканив да направиме една анализа. Не знам колку назад ке не тера, но можеме да почнеме, бидејќи често ве гледам и вие сте меѓу луѓето, меѓу народот кој протестира, преку 30 дена со ентузијазам, жар и излезеност која не спласнува. Ако играа на карта противниците, тие што сакаа да ја протнат платформата дека ќе се замори, ќе спласне, очигледно не се случи. Една ваше согледување околу целава оваа политичка ситуација, околу оваа македонска пролет, околу оваа реакција на македонскиот народ. Најпрво, Јанко, ви благодарам на поканата. Ова е втор пат да гостувам во вашата емисија. Имавме една емисија пред отприлike година и половина за црквата кога зборував. Да. Тоа беше една така исто интересна емисија. Ама тогаш немавме лайвстрим. Да. Генерално, после таа емисија истражував малку да видам како стои гледаноста на твојата емисија и дојдов до еден заклучок дека навистина е гледана емисијата. Уште од тогаш знам за високиот процент на гледаност не само кај македонските гледачи, туку дека веќе оди и надвор. А во последно време имам и многу повици и јас од луѓе од диаспората кои се силно загрижени за се во она што се случува во Македонија. Сега да преидеме нели на она што рековме дека е денешна тема и на разговор, односно од каде што ќе почнеме, а како што рековте ќе видиме до каде ќе се вратиме наназад во анализите и во согледувањата на состојбите. Да, 36 дена до денеска како Македонија протестира за заедничка Македонија, со многу јасна идеја, со многу чист пристап на граѓаните во однос на тоа како и што се очекува од државата, од парламентот пред се, од политичките партии. За жал, можевме да видиме период во кој Социјалдемократскиот сојуз, јас ќе те замолам да ми дозволиш да зборувам без можеби премногу политичка коректност, да зборувам повеќе од аспект на она што како граѓанин, како универзитетски професор, како аналитичар го гледам и го чувствувам. Јас би бил демагог кога од него го би барам политичка коректност, кога јас сум крайно некоректен, но ви давам слобода како сакате. Една политичка партија, па знаете, конкретно со име и со презиме потребно е да се кажат работите. Значи, доживеавме да условно кажано македонска политичка партија,
а ќе објаснам зошто велам условно кажано македонска политичка партија, го подигне прагот на очекување кај политичките партии на албанското малцинство во Македонија за остварување на некои цели од замислени, за кои мислевме дека се веќе завршени, замислени во една голема албанска идеја, а тоа значи откинување на дел од територијата на Република Македонија, разнебитување на државата Република Македонија како држава пред на македонскиот народ, во кој единствена држава во кој македонскиот народ може да се изјасни како македонски народ, да говори на свое писмо, да изрази својата култура, историја и традиција, но и како држава на сите останати граѓани во Република Македонија, малцинства, религиски малцинства и така натаму, кои живеат во Република Македонија, кои се државјани на Република Македонија, ова е нивна држава, и токму затоа сметам дека и организаторите кои тргнале во протестот веќе 36 дена за заедничка Македонија, токму е тоа водилката која ја имаме пред себе, Македонија на граѓаните на Република Македонија, Македонија на македонците. А под тоа македонци подразбирам сите граѓани на Република Македонија. Од аспект на, ете да направиме една паралела, кои се американците? Што е Соединетите американски држави? Американската нација. Како и ние Македонија, македонската нација. Во тој смисол, национални и државни интереси. Порамнувањето на тие параметри, на тие аспекти на гледање на државата и отворено кажување дека една од политичките партии, конкретно Социјалдемократскиот сојуз, отворено тргна во уривање на државата, што мислам дека историски ќе им се земе за големо зло, бидејќи вакво нешто веќе ни се случува по трет пат, би рекол. Рековте, отворено уривање на државата. Они го негираат нивните албанци, нивните коалициони партнери, Рама, значи странски премиери се вмешуваат и кажуваат дека не е точно, никаква платформа, дека сето вие тоа си фантазирате, платформата е само 2-3 партии што се подпишале, нема врска тоа со Рама, нема врска со Тирана, нема врска со рушење, они сакале Европа, еве го денеска како изјави. Не сакал голема Албанија, он сакал голема Европа. Мислам, некоја реторика која ми е малце нонсенс. Испаѓа дека 500.000 македонци или 200.000 еве овие што излегуваат на протести дека се ретардирани, не можат да разберат, а они се некои виши суштества кои... Не се чудете на реториката, тоа е лажлива реторика. Значи, не постои реторика од страна на Социјалдемократскиот сојуз и на Заев која е коректна и која е искрена реторика. Јас ниту во еден случај не можам да кажам дека го слушнавме Заев нешто да каже и да отстои на зборот. Човекот упорно лаже. Лаже од крајно тривиални и лични причини. И тоа е факт. И нема што повеќе тука да се објаснуваме. Тоа има шанса граѓаните на Македонија да го видат во изминативе 2,5 години, а и претходно. Многу добро знаеме со кого си имаме значи работа. Но нема да се согласам со она што велите нивните албанци, нашите албанци. Албанците во Македонија како етничко малцинство се граѓани на Република Македонија. И треба тука да расчистиме една работа. Никој нема ништо против тие луѓе. Дури имаме и лични пријатели меѓу нив. Имаме живот со дел од тие луѓе, кои лично ги познаваме секако. Но има една работа која е многу јасна. Има европски правила, меѓународни уредени норми за заштита на човековите права, поединечни, и заштита на колективните права на етничките малцинства. И тука завршуваат сите разговори околу тоа е се ајде вака, па ајде онака да правиме. Тука нема што да отвараме нови дилеми. И кога упорно зборувам за тоа дека Заев си поигрува со луѓето и ги лаже, македонските граѓани ги лаже, тој не ги лаже само македонците, тој ги лаже албанците во основа. Им ветува нешто што нема шанса да се оствари. Неостварливо е така како што Заев го замислил тоа да го прави на ваков начин на како што го прави. Бидејќи еве застанаа веќе 200.000 луѓе, а ќе застанат сигурно и многу повеќе против него во овој контекст. Малце сте ми нејасни.
Ајде да разјасниме. Зошто сметате дека Заев го прави ова кога се говори дека ова многу длабоко организирано од странски фактор, од невладини организации финансирано, дека е малку поширока игранка? Да, ќе објаснам, Јанко. Значи, тоа е друг аспект. Не дека е неповрзан со ова што Заев го прави, но е друг аспект. Зошто друг аспект? Сосема нормално е да тој странски фактор, преку невладини организации, преку разни други елементи, па дури и организирање на разузнавачка мрежа. Значи, комплетна разузнавачка мрежа во Македонија имаат организирано тоа 100%, тоа веќе го видовме во неколку случаеви, имаше нели афера шпиуни, не знам што друго. Длабоки се поврзаностите на други држави и странски служби по однос на ова што се случува во Македонија. Но, кога зборувам Заев го прави, ова го зборувам од многу различни причини. Заев е човек кој е од Македонија. Тој е председател на политичка партија Социјалдемократски сојуз и тој човек претендира да биде премиер на државата. Тоа е недозволивиот елемент. Да сака да биде председател на владата на Република Македонија, да ја раководи државата, а во целата таа своја желба да соработува со странски служби, да одработува туги агенди и затоа велам тој го прави тоа на Македонија. Да тој беше од профилот на вистински председател на политичка партија која се бори за интересот на Република Македонија, никогаш немаше да прифати соработка со странски служби. Лата се овдека минатата недела рече дури ни Бранко Црвенковски не се осмели да го прифати такво нешто ова што он го прифати. Знаете како, Јанко, кога сте на чело на политичка партија, кога сте на чело на држава, кога сте на чело на некоја институција која е клучна во државата, вие сте постојана мета на странски разузнавачки служби или друг вид на мултинационални компании кои имаат своји интереса, кои се мокни, можеби економски и со ресурси колку една држава. Во еден таков сооднос на силите, вие како поединец сте секогаш изложени на притисок од тој така наречен странски фактор. На било кој начин. Со обид за лична дискредитација, со монтирање на разговори, со монтирање на снимен материјал, со пуштање на лажни информации, полуинформации, пласирање дезинформации. Значи, многу такви елементи може да ви бидат употребени. Само и само да ве доведат во состојба или да ве урнат на сила од власта, или да ве доведат во состојба да бидете нивен соработник и извршител на нивните цели. Токму тука е разликата помеѓу онаа што се случува и што го работи ВМРО-ДПМН и онаа што го работи СДСМ во моментов. Затоа се повикавте на Латас, ја гледав емисијата, точно. Значи, Бранко Црвенковски од сите своји позиции не се нафати на таква приказна. Одработе до еден момент докаде што одработе и се веројатно повлече од целата таа работа и рече јас од тука натаму е веќе невкусно да било што направам против Македонија, иако не може да се пофали, сега да не го глорифицираме него, тој воопшто не може да се пофали со некој патриотизам. Ама барем не прифати да ја разруши државата. Знаете што барем? Во една рака отвори врата. Некога зборам од кај нив. Отвори врата 2001 година. Значи, отвори врата, сега малце се враќаме наназад и го анализираме Црвенковски, значи нема глупаво е да го амнестираме и да го ставиме на пијадестал. Затоа што, ако добро се сеќавате, 1991 година, колку ја кочеа независноста на Македонија со референдумот од 8 септември и со онаа глупаво завиткано прашање референдумско, така да кажем. До таму ли се враќаме? Не, тоа се генези на како се вградува проблем во една држава. Кој дозволи промена на уставот 95 година на знамето? Кој се откаже од македонското малцинство во соседните земји? Не е тоа само толку... Значи, тоа не е случајна работа. Тоа е се чекор по чекор и тоа не е мала работа. Вулгарна реторика политичка. Тоа е прилично суптилно. Тоа е многу суштински. Кажете ми една држава во светот која се има откажено од своето малцинство. Една држава, кажете ми, во светот, сем Македонија, која во уставот го има избричено своето малцинство. Тоа е она што и Мирка го зборува кога вели треба да се врати назад некој работи и да се направи повторно устав да се постави.
ама да се постави на цврсти нозе. Значи, некој упорно, а тој некој беше Бранко Црвенковски, кој раководеше во тој период со Македонија, вградуваше фабрички грешки во системот на функционирањето на државата. Зошто во периодот од 91-2 година Македонија не беше зафатена со војна? Еве, 92 веќе беше замината ЈНА. Од 92 до 98 година, 6 години период, зошто не искажа желба за членство во Европска унија, за членство во НАТО? Зошто ништо не направи? Дури таму 97-8 се приклучивме кон партнерство за мир. Значи, тоа беше луфт простор, па глумеа некои стратешки цели со еквидистанци, па не знам ова, не знам он. Постои ли држава во регионот, во Европа, кој нема стратешки партнер од регионот да биде со некого поврзан? Значи, се тоа беа погрешни чекори, а да не зборувам за чекорите кои сега, ако се подсетам на времето кога работе во АРМ како подофицери, како офицери, кога се сеќавам на тој период, дури 98 година пред изборите за време на министерувањето на покоен Лазе Китановски, летото, есента во октомври беа изборите, летото се одлучија да прв пат набават тешко вооружување за македонската армија и тоа беа набавени стари повеќе цевни лансери на ракети и хаубици 105 мм. И тука заврши целата приказна. Истите беа набавени на старо, веројатно од Босна, мислам дека дојдо, па се сеќавам колку моравме да ги средуваме, за да можеме само со една батерија или чета поново, како ја нарекуваат артилериска, да изведеме едно гаѓање на криволак, за да покажеме нешто дека еве имаме. Која година? 98. Пред изборите, летото 98. Значи, некој континуирано ја ослабуваше и одбраната на Македонија, од друга страна ги подгреваше. Тогаш имаше за изборите некои политичари кои излегува и кои викаат дека комплетно и тотално неопремена армија и полиција имавме во тоа време, дека основни работи за одбрана за пушки немале. Точно, имаше пушки, сега да не идеме до тој степен пушки имаше, но немаше тешко вооружување, немаше нормално функционирање на единиците како што требаше да функционираат. Со поддршка на артилерија, со поддршка на оклопни единици, со такви работи. Дури по 98, 99 година веќе, 99-та, 2000-та се набави потребната опрема и тоа со донации во главном, за да можеме колку толку да се организираме за она што ни се случуваше 2001 година. И повторно, истиот преглед го гледавме, да не зборувам за инсталацијата на луѓе во службите, во Управата за безбедност и контраразузнавање, го имате примерот со Добри Величковски, нели, со Синаптица, да се подсетиме како беше организирана работата, тоа беше класична работа за подметнување на ВМРО ДПМН во тоа време. Акцијата Дувло, понатаму активностите на Богоевски, Слободан, кој ги преземаше, од каде излезе и во тоа време наводното прислушување пак излезе во јавност. Па потоа проблемите, нели, 2001 година кои излегува. Значи, многу работи одеа во прилог на тоа дека и Бранко Црвенковски си го одработе својот дел во однос на тоа да ја држи Македонија како слаба земја. До надеж. Сега, кога тргна он во правење на политички игри преку фабриката на СДСМ и она активност надеж што ја има, сега дојде во ситуација и перење пари, нели? Сега дојде во ситуација човекот да мора да молчи и да вели ја не сум се нафатил на ништо. Јас искрено да ви кажам, се прашувам колку тој немаше да се нафати за исто. Знаете зошто се прашувам тоа? Мене ме загрижува една континуирана линија на однесување на луѓе од СДСМ. Дали гледате дека во СДСМ нема драстични промени од нивното формирање од 90, односно од преоѓањето од СКМ ПДП во Социјалдемократски сојуз, едно време Гошев се отклони со Демократската партија на изборите 94-та, мислам дека беше, да, се отклони он, но генерално се врати назад. И тоа е таа линија на луѓе кои можеме да ги видиме во политиката, кои денеска работат против Македонија. И понекогаш се прашувам чија инсталација се. И очигледно е дека службите за безбедност во Македонија, кои мора да бидат реформирани и да бидат македонски служби за безбедност,
ќе мора да се позанимаваат со таа работа. Што мислите? Кој има вмешано прсти во целава работа? Смеете ли да шпекулирате или дали сакате да шпекулирате? Не, знаете како, ја нема да шпекулирам, но ако ме прашувате за конкретниве случувања или за историскиот тек кој го анализираме од самостојувањето на Македонија, често пати се буквално спомнува нема кој нема вмешано прсти. Значи тука се многу работи на маса ставени, почнувајќи од југословенскиот КОС, војната разузнавачка служба и југословенскиот КОС, преку службата за државна безбедност на тогашна Југославија, нивни инсталации, сите соседни земји. Ова ме интересира, бидејќи сте соговорник кому ретко можам да ги поставам овие прашања. Кога велите, постои една цела линија, иако, например, денеска ги нема еден Ханџиски, ја нема една Митрева, Илинка Митрева, го нема Гордан Ѓоргиев. Добро, знаете како, не сакам само да појаснам нешто, дека не сакам генерално да ги осудувам луѓето кои биле во СДСМ, бидејќи очигледно е дека некои луѓе не биле вклучени во тие работи и со тек на време се тргнале на страна. Значи вака рековте. Во генералната политика е линија. Во генералната политика постојат луѓе кои континуирано држат една политика која е поврзана со тајни служби кои работат против Македонија, кои перфектно им доаѓа да работат преку една легитимна промакедонска партија, и то прилично голема, секако и многу финансиски подпомогната од Сорос. Зошто и како тоа е, можеме и тоа да го анализираме, но ме интересира. Кога велите, дали биле остатоци од контраобавештајна служба, дали тоа било од УДБА, дали тоа било грчката тајна служба, дали тоа било италијанските, бидејќи сега имаше некоја анализа како италијанците вршат прислушкување преку кои приватни компании. Се ме интересира ова. Дали овие служби сметате дека работат во некоја поврзаност, некоја синергија, токму на една цел разнебитување на Македонија, откажување ово она, или, например, дека секој си влече, србите си влечат со нивните обавештајни служби тука, албанците поврзани со Италија, со Запад, тука, Грција трета, Бугарија четврта и така натаму. Сметате ли дека е тоа една голема игранка или дека е ова Казабланка, каде што се судираат сите можни оние тајни служби за да се наметнат со своето влијание на одредена територија? Значи, во прашање се сите аспекти може да ги гледаме и сите цели. Воглавном, разузнавачките служби кои делуваат на територија и на Република Македонија и било каде, на било која територија од друга држава, се експоненти на остварување на интересите на таа држава. За остварување на тие цели може да действуваат преку легалните институции, да кажеме амбасади, културни представништва или не знам какви се дипломатски представништва или трговски представништва, да кажеме, и преку илегалните методи на создавање на собствена агентурна мрежа, односно влијание со подкуп, со уцена, со не знам кои се методи ќе ги применат во однос на врбувањето на припадници на службата меѓу клучните лица кои ги избрале, а тоа се воглавно политичари, новинари, бизнисмени, значи секаде каде што може во општеството да се има влијание во однос на креирање на јавното мислење и донесувањето на одлуките. Од тој аспект гледано, секоја од државите кои вие ги спомнавте и кои не обкружуваат, имаат свој интерес на територијата на Република Македонија. Од разни причини за нив. Некои може би поради територијални причини, други поради ресурси, трети поради економски причини, четврти поради контрола. Многу е широко, тоа секако дека е широко. Четврти поради зачувување на контрола. За општа... Значи, знаете како, кога ќе помине сета оваа бура и кога после извесен период ќе излезат и некои други документи на површина, ќе можеме да имаме јасна слика и веројатно ќе се најде некој кој за едно 20 на години подоцна ќе може да ги поврзе и да направи еден преглед од временска дистанца на сето тоа што се случувало и веројатно во еден период ќе мора и Македонската служба за управа за државна безбедност да излезе и сите служби за безбедност да излезат со некои податоци, информации за тоа кој за кого работел, односно што открила нашата служба. Мене у овој момент од тој аспект ме интересира само една работа.
Дали, бидејќи покажавме многу слаб одбранбен имун систем спрема напади од надвор и од натре. Но сепак обстануваме. Ако велам дека е тоа форс межур, ако велам дека е тоа мотивираност на народот, недоволно ми е, но единствено мене ми е, сега ја шпекулирам и затоа на глас го зборам, а вие сте еден од постручните кои може да го согледува и од актуелен и од историски аспект е тоа дали токму судирот на разни интереси овдека како во балканските војни успеа и при такви притисоци да успеаме да обстанеме. Сега единствено, ако е тоа така, единствено Сорос успева да ги соедини, да ги здружи сите можни антимакедонски сили и со клучната реченица ние ја имаме. Мислам дека е тоа најантимакедонска реченица што сум ја чул во целиот живот. Ако сите зборат дека ние не чиниме, тогаш стварно не чиниме. Тоа исто сега, ја да ги слушам другите што зборат за мене, кога знам каков родител сум, каков колега и каков пријател, и колку сум чесен и го почитувам законот, и сега ја треба да го сменам мислењето затоа што некој друг кажал. Значи, што сум поминал. Уште пред Заев тоа да го каже, веројатно сметајки сам на себе си, и сите зборат во Македонија дека тој не е добар и дека е криминалец, би му препорачал да излезе јавно на телевизија и да каже да, јас сум аболициран криминалец, човек кој бара мито 1 евро за мене, 1 евро за вицето за црквата. Јас сум тој кој го организираше, односно кој се стави на служба на странски разузнавачки служби за остварување на туги интереси и го организираше и спроведе случајот пуч од кој Катица Јанева ме ослободи. Јас сум тој кој ја прифати тиранската платформа за разнебитување на Македонија и кој ќе ја редефинира Македонија. Еве, повелете да видам, признавам дека сум виновен. Тоа треба Заев да го каже. Веројатно никогаш нема да го каже и јас оваа пред Заев воопшто да го каже, оваа формулација дека ако сите ни наоѓаат мана, тоа значи дека ние сме виновни, го слушнав на еден семинар, односно една конференција научна надвор од Македонија, каде што еден представник на соседна држава на Македонија го изјави тоа, на што јас секако реагирав, нели? Но знам дека со самото тоа оваа идеја не е на Заев, ова му е исто така како и многу работи кажано дека треба да го каже, само што таков како што го дал Господ од него многу зијан. Очигледно државата него го процени како што треба, го подцени, можеби требаше на друг начин да се реагира во однос на него. Како би можело поинаку да се реагира? Денеска е толку убеден дека нема Македонија никаква опасност. Ајде да го парафразирам како денеска му беше изјавата. Нема никаква опасност за редефинирање за Македонија, дека некој ќе не нападнал ово, се во ова се маневри на ВМРО ДПМН да не ја предаде власт. Видете се, ВМРО ДПМН многу убаво му каже. Излезе Груевски, ми се чини, уште пред скоро месец дена и му рече: имаш 51 пратеник да формираш влада од мене, откажи се од тиранската платформа. Какви маневри? Ние имаме ситуација, Јанко, во која он само треба да каже се откажувам и го добива мандат. Така е. Толку е. Така е. Арно, ама зошто не сме да се Вие малку го поедноставивте тоа и јас сакам да го тоа искоментирам на следниот начин. Имате една политичка структура на ВМРО ДПМН која вели: прифаќам само жртва. Имате председател на ВМРО ДПМН кој вели: прифаќам политичка и човечка само жртва. Што мислите, Груевски не е свесен Заев со пол мандат на владење, што ќе му прави, како ќе се изживува врз него? Апсолутно. На целите невистини. Само проблемот е што малку се пресметале во перцепцијата на народот, па мисля дека ние забораваме кој почне и од каде почне и што почне да прави. Но и во таква состојба ВМРО ДПМН и Груевски му рекоа: да, повели, еве нас тука, само ти откажи се од тиранската платформа. Сега зошто нема Заев да се откаже од тиранската платформа? Па многу е јасно, погледнете ги резултатите од изборите. 70 или 80 илјади албанци гласаа за него.
А зошто? По задача гласа. Не може никој да ме убеди дека некој си таму во Танушевци, некој во Танушевци гледал телевизија и го видел Заев како нуди убава програма за живот во Македонија. И тој го привлеко. Многу добро знаеме како функционираат таму работите. И многу добро знаеме кои се информации доаѓаа, дека на кој начин се давани пари, преку кого се давани, чии пари и така натаму, колку е плаќан глас. И каков е направен инженерингот. Некој добро седнал и пресметал дека ВМРО ДПМН нема да биде испод 450.000 гласа, што всушност и беше. Целиот инженеринг се водеше во насока на тоа да се одземат гласовите од диаспората. За колку? За 200-300 гласа не добивме пратеник во диаспората? Значи, уште еден доказ дека СДСМ во својата политичка програма, во својата идеологија ја брише македонската диаспора. Се откажа од заштита на македонското малцинство, сега забрани македонската диаспора да гласа. Имавме јавни личности од македонски духовни институции кои отворено лобираат да не се излезе на гласање, зашто помало излезе. Јас, Јанко, тоа би го оставил во делот да архиепископот постави на прашање на Светиот Синод за однесувањето на некои владици, ако мислиме на владиците, ако мислиме на некои други институции, на некои други верски институции, тоа беше дел од оној друг дел од програмата кој го гледавме со финансирање и други работи, помагање. Значи, многу е јасна работата. Заев влезе во играта и тој е до тој степен подготвен да испорача по секоја цена сметка. Но огромна има поддршка. Има од кого има огромна поддршка? Нема тој огромна. Мешетари све дојде. Дојде Хан, дојде еве го денеска Туск. Дојде не е така, Јанко, сите ќе дојдат. Испратија сите амбасадори излего и дадоа поддршка и побара да им се даде мандатот свесни и иако баравме, иако и председателот бараше да се изјаснат за тиранската платформа, никој не се изјасни, така? Како да не постои, како да не е поставено прашање, како да не екзистира. Еве и денеска, апропо на тоа, Заев вика, измислена работа е. Не постои такво нешто. Рама искача, вика, каква тиранска платформа, не постои такво нешто. Нема, тоа е добро. Бидејќи реков, ние паметиме. Тие излегоа на 7 јануари со тиранската платформа. До ден денеска СДСМ не ја осуди, сега игра на која варијанта. Не постоеше, пупу не важи. Што? Ке ги избришеме со гума, не може да се избрише. Тоа е историски факт дека излезе тиранска платформа. Тоа е историски факт. И факт е дека Заев се согласи со таа тиранска платформа и дека мотиваторот на создавање на тиранска платформа добро го насочи, целата игра ја насочи да и Заев така настапува. Значи Заев свесно настапуваше и пред диаспората во Швајцарија, и тоа стрикно диаспората од албанското малцинство од Македонија одселена во Швајцарија. Така настапуваше на некој односно на повеќето своји митинзи во предизборието, подготвувајќи терен за онаа што подоцна се случи во Тирана. И многу добро знаеме како дојде до тој дел. Направија ли они грешка што тоа го направија одпосле или едноставно немаа избор? Ако беше пред изборите, бидејќи за време на изборната кампања ВМРО ДПМН предупредуваше, ама не се сваќаше сериозно. Они шире една пропаганда Социјалдемократскиот сојуз, ма тоа ВМРО ДПМН измислува за да ја сврти насоката во друг правец. Напротив, можам отворено да кажам дека ВМРО ДПМН, одејќи според предизборната програма, имаше идеја да разговара за економија, за реални работи кои ќе го подобрат животот во Македонија, а Заев ја наметна другата тема. Со цел, значи не ја наметна ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН само одговори на тоа што Заев, односно Социјалдемократскиот сојуз го наметна како прашање. А тоа е она што на крај не доведе до тиранската платформа. И сега, како што рековте, што ќе се случеше ако беше претходно? Тогаш немаше да имаат инструмент со кој ќе тврдат не, ВМРО ДПМН измислува. Тогаш се ќе беше на маса, како што и сега, Јанко, зашто бега он од избори? Заев не бега од избори затоа што, не знам, не може да излезе со листа.
Тоест секогаш ќе има некои 100-150 илјади луѓе и во ваква катастрофална ситуација по него ќе има приврзаници, не дека ќе нема. Има луѓе кои едноставно до тука е. Толку им е дадено. Не може да гледа подалеку или има толкава омраза кон ВМРО да понема такви луѓе во Македонија. Тоа е чудо какви луѓе има. Едноставно со омраза настапуваат. Ја верувам дека и во раководството на ВМРО ДПМН нема таква нечовечка омраза кон Социјалдемократскиот сојуз. Напротив. Напротив, има еден хуманистички пристап. И то претеран. Но кој скапо ги кошта денес. Доколку Заев во овој миг со отворени карти како што се сега излезе на избори, тој катастрофално ќе изгуби. Сите негови лаги и изборувања, тој ќе освоил 72 пратеника. Да? Видете, да ви кажам, вака збореа аналитичарите и пред изборите. Нема шанси Албанец да гласа, ВМРО ДПМН сигурно ќе победи, ВМРО ДПМН беа убедени, сите анкети говорат во нивна корист, огромна корист зборам. Огромна корист. И одеднаш се случи инженерингот кој подносим го направија, а не го приметија, што значи дека некој многу сериозно, бидејќи секоја... Гледате сега, Јанко, значи ние сега некогаш работиме, не може до крај да се предвидат. Значи постои степен на ризик кој не можеме да го предвидиме. Значи знаете како во теоријата на безбедност вели не постои 100% на безбедност. Ние сме овде па не дај Боже ќе се откачи камерава ќе ни падне на глава, нели? Сега може би банален пример земам, но тоа е факт дека е така. Не постои 100% на безбедност. Така не постои ни 100% проценка на тоа што ќе се случи и како ќе се одвиваат настаните. Но многу јасно беше зошто се спремаа и одложуваа. Нели требаше да имаме избори на 24 април, па на 5 јуни, па на крај се поместија дури за 11 декември, дури и тогаш, значи ово одлично искуство го кажувам, се обидуваа да ги одложат изборите повторно као нешто не им чини. Конкретно знам дека на Спасовски не му одговараше тоа што не сакав да му потпишам промена на систематизацијата со негови луѓе кои тој ги избрал да ги стави противзаконито на раководни места во МВР. И тоа му беше доволен тригер поради кој сакаше да предложи, па ние ќе ги одложиме изборите повторно. Значи, они беа спремни на такви малверзации и одложувања само и само за да подобро се, условно кажано, подготват за тоа што требаше да го направат во однос на инженерингот. И сега да се вратиме на она што велите анализа. Колку изгуби ВМРО ДПМН гласови вкупно од последните избори? Околу 25.000 гласа излегува некаде. Па околу 30.000 неважечки лишчиња. Не, рачунам од добиени гласови. Значи ВМРО ДПМН имаше преку 450.000, минатите избори околу 480.000 се движеше. Така. Добро. Значи 30.000, сметете на тоа дека Павле Лиле се тргнаа на страна, Нелиеве се појавија, Љупчо, нели Георгиевски, Стојанче, таму Љубе, не знам. Повлекоа нешто гласови. Не многу, ама таман да ја завршат работата. Сите удари на ВМРО ДПМН кои му беа нанесени со лажните прислушувања, со монтираните материјали, со така наречените бомби, со пуштањето на СДСМ да изврши упад во државните институции, чии последици и ден денес ги гледаме од Пражинскиот договор. Значи, многу аспекти и повторно ВМРО ДПМН победи на изборите. Да. И тоа е факт. По-чиста победа не можеше да се замисли, значи, за ВМРО ДПМН. Во сите тие услови. Сега, имавме инженеринг. Мислите дека ако Заев излезе сега на избори, истиот инженеринг ќе може да го повтори? Тоа е целата игранка, ја мислам дека сега избори не смее да има... Јас мислам дека тој не сака на избори, бидејќи е свесен дека истиот инженеринг не може да го повтори. Зашто тоа не му одговара сега во овој случај ниту на Дуи, ниту на Беса, која е растечка, да кажеме, во албанскиот политички блок. Значи, тие партии нема да дозволат прво да им се случи нешто такво, да имаме состојба во која СДСМ ќе им добие гласови. Они гласале за локална самоуправа, за канали, за уредување на земјиште, за не знам што, и затоа гласале за Заев. Мислам, тоа се приказни за мали деца. Знаеме како ги
насочија во однос на тоа како да гласаат, и тоа беше тој изборен инженеринг кој за малку им промаши. Значи им промаши за малку, за два мандати пратенички. Затоа и се обидоа да ја злоупотребат државната изборна комисија, притискајќи го претседателот на ДИК до крајни граници и ги пробија сите рокови за кои требаше да одговорат на забелешките. Па дури на едно место прегласувавме, па ништо не се случи. Значи, и тоа цело време, зошто се случи кога немаше никаков ефект? Дали тоа беше само купување време за платформата? Не. Бидејќи овие избори клучно испадна платформата во целава игра. Не, платформата е скриената игра, која излезе потоа. Всушност, прегласувањата кои се случува, односно едното прегласување на едно избирачко место кое се случи во Теарце, имаше за цел, пошто беше тесна разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, во шестата изборна единица можеше да превагне за околу, мислам, ако не се лажам, околу 300 и нешто гласови беше разликата во корист на ВМРО, ДПМН тука. Можеше за малку да претежне со повторувањето на изборите и со пренасочување на гласовите, можеше да се случи да СДСМ добие еден пратеник повеќе, односно немаше СДСМ да добие, туку ВМРО ДПМН ќе изгубеше еден пратеник, или некако ќе беше, ако добие СДСМ, а ВМРО изгуби, ќе бевме отприлика на 50-50 мандати состојбата ќе беше, што всушност ќе овозможеше сега уште посложена ситуација. Бидејќи сега имаме чиста ситуација. Победник на изборите е ВМРО ДПМН, тогаш немаше да има победник. Тоа беше и поентата у суштина која требаше да доведе до продолжена мат позиција. И добро е што во оваа ситуација во која се наоѓаме, претседателот Иванов вака реагира. И сега да се вратиме кратко на она што го прават европскиве дипломати. Значи, тука пак мора да знаеме една работа. Тие се, условно кажано, европски дипломати, но тие имаат своји матични земји. Прво, тие нивни земји имаат интерес и воглавном во Европската Унија, знаете, може би ќе звучам за некого и смешно сега кога ќе кажам вака, но во Европска Унија воглавном државите не се прашуваат што тие да прават за Европската Унија, него како тие може да ја искористат Европската Унија во своја полза, како алатка за остварување на сопствените интереси. И тука, каков е интересот нивни со Македонија? Секаков интерес може да биде. Зошто тогаш нив не има интерес народот македонски? Зошто секој друг им е битен? Оној што сака да ја разнебити, оној што сака да направи голема Албанија, оној што сака да го промени името, идентитетот. Зошто све само македонскиот народ, овој народ и неговите интереси? Едноставно затоа што овој народ, македонскиот народ, мора сам да си ги сочува интересите. Оној ми кога ние покажавме цврстина и кога решковме доста е одмешање од надвор, и кога му покажавме каде му е местото и на Хани, на Могерини, значи кога се случија низа промени, без преседан до сега. Без преседан, и кога денеска дојде Туск кај претседателот Иванов и прв пат да каже добро, сега ние можеме тоа различно да го анализираме, дали изјавата на Туск бара здрав разум од Европа, така? Од Европа или од Не го знаете што е ние ова можеме вака да го гледаме сега. Дали можеби Туск дојде и беше добриот полицаец наспроти Хан, кој беше лошиот полицаец во приказката, дали ќе играме дипломатски игри и понатаму, или навистина Европската Унија дојде до сознание дека подобро да оставиме Македонија сама да го реши прашањето, па потоа, ако им треба помош, да им дадеме помош. Сметаш дека може и така да се анализира оваа негова? Значи, јас немам доволно информации да можам да дадам детали во моментот за тоа и да знам што точно во главата носел тој. Не сум присуствувал дури на разговорот. Неќе е многу двосмислена оваа изјава.
Токму затоа и реков... Бидејќи оваа изјава апсолутно може да се изанализира како поддршка за она што Иванов го прави. Така е. Иако опозицијата си ја тера водата на своја воденица. Тоа не ми е мене важно во анализата дека опозицијата ќе ја тера на своја вода секако опозицијата и да кажеш дека Заев треба да оди на повторни избори, ќе каже рекоа да одиме на повторни избори кога ќе процениме дека треба. Ете сега малку ги вулгаризирам работите, но еве тоа им е дел од работата на нив, они тоа ќе го прават. Они нема да се предаваат, максимум што може да извлечат, бидејќи не можат сметката да ја дадат. Знаете, тоа многу ме потсеќа на она што Немцев го правеше во Русија, не знам дали се сеќавате, протестираше против Путин едно време како независен кандидат, против кандидат на Путин имаше доста висок рейтинг и кога Сорос му се вмеша во приказката и почна да го плаќа со милиони, тој у суштина изгуби катастрофално. Бидејќи русите многу брзо препознаа каде е работата. Не можејќи да испорача сметка, на крај чечени го убија во Москва и за таа работа требаше да биде обвинет режимот на Путин дека е убиен. Многу ви е јако. И на крај реакцијата на Руската федерална служба за безбедност беше да ги фати луѓето кои го извршија, значи ги откри луѓето извршителите на убиството и тие кажат, па нас ни рекоа дека нарачано од руската служба е ова, а не дека и тогаш се размота приказната, затоа доби Сорос забрана за влез во Русија. Токму затоа рекоа ќе го уапсат чим влез во Русија, ќе го уапсат. Од прилика сега правам една паралела вадам, мислите дека Заев лесно ќе помине ако не испорача сметка? Тој знае дека кожичката му виси буквално. И тој и сите околу него, кои земаа пари од Сорос, сите мора да поднесат сметка, си се нафатиле да работат против сопствената држава. А странскиот плаќач, посебно во разузнавачките служби, нема да прости. А знаете како велат оние стари оперативци во разузнавачките служби? Знаете што се разузнавачките служби во едно општество? Што? Канализацијата. И низ нив поминува се она што треба да се исфрли. Добро, ќе го речам подземјето. Подземјето, не, јас буквално ги цитирав некои од оперативците на разузнавачки служби кои долги години работеле со децении во разузнавачките служби, и тоа големите разузнавачки служби, значи на Русија, на Америка, на Британија, кои буквално така гледаат, бидејќи низ нив мора да помине, таму се движи секакви луѓе се движат. Таму нема чиста работа. И таму кога веќе влегол во таква приказка, зел пари, не ти простува никој. Нема резултат, не се испорача. Така да многу е јасна целата работа која ја носи на грбот Заев и тој многу ќе работи уште, затоа и не сум многу оптимиста дека брзо ќе заврши кризата, бидејќи тој ќе пружа отпор до крајни граници, пред се да не оди на избори. Затоа не сака да оди на избори. Ќе изгуби и после тоа е више повеќе неупотреблив. Едно ќе треба да одговара пред домашните судови за сите криминали и штета што ја нанесе на Република Македонија, а второ ќе го гонат неговите странски налогодавачи. Работодавачите ќе си бараат, извините, доби пари, не испорача резултат. А ако странските налогодавачи се сменат, како што има промени, амбасадори кои отворено го финансира, го поддржува, му дава поддршка и така натаму. Не се тие поединци, Јанко. Без разлика што тие ќе се сменат, за нив стоела некоја структура. Легална, полулегална, илегална, не знам каква структура, тајна, јавна, поддржана во јавни институции, служби за безбедност на други држави или паралелни системи. Тоа е познато во службите за безбедност, постојат и паралелни системи таму внатре. Тие се сигурно поврзани, не е тој амбасадор еден единствен сам и тој го финансирал, му текнало на него, ќе го финансира Заев за нешто да направи. И тој добил задача од некоја полулегална структура, веројатно, таму, да го спроведе сето тоа. И таа структура, покрај тоа што од него ќе бара отчет, зошто ти си направил погрешна проценка, си го избрал тој човек, ние потрошивме 30, 40, 50 милиони евра да финансираме некој непрокопсаник, не ги остваривме нашите интереси. Кои се нивните интереси? Веднаш по рекламите. Да направиме кратка пауза. Ајде.
Еве што ми е колку широко иде мене у глава ова сега, ама морам да го зипувам, да го спакувам за да биде разбирливо. Ти ќе ме укапираш, ама имаме одговорност према јавноста. Вака, не ја подценувам дека си ти нешто подобар од неа, сепак морам да го имам тој дискурс. Зошто? Од кај ме води? Се мислев два пати дали да станам и да извадам книгата на господинот Стојчев, Букурешкиот договор. Второ, повторно да те повикам на она. Кога велиш дека една служба, без оглед дали се менува политиката и односот, радикално и така натаму, службите не ги менуваат толку брзо нивните, ајде да речем, операции или треба да ги изговорам, или действувања, не може да ја смени така брзо разузнавачката мрежа, агентурната мрежа, нема да ја смени така брзо, затоа што без разлика дали се менува дискурсот на политиката на државата за чиј интерес работи службата, таа ќе ги користи агентите повторно. Повторно разузнавачката мрежа ќе ја користи. И мора да најде баланс како ќе ги употреби. Зашто многу е тешко да создадете разузнавачка мрежа на територија на туѓа држава и сега така лесно да се откажете од таа мрежа нова да создадете, знаете колку години ќе треба. Самата операција која е водена и против Македонија, знаеме дека минимум 7-8 години и повеќе е водена и трае. Ова што го имаме денеска. Да, но мислам дека спомнавте која е целта? Кои се крајните цели? Крајни цели? Значи, нели цело збориме разни земји, разни интереси. Така е. Што е крајната цел? Значи, ме подсетивте на она Букурешкиот договор, каде што Македонија беше распарчена како територија поделена помеѓу буквално 4 соседни држави во тоа време. Но во исто време ме подсетивте на еден клучен момент, а тоа е кога Груевски како председател на ВМРО-ДПМН во една своја интервју скорешно интервју за Канал 5 кажа дека Македонија понекогаш си има чувство како да е несакано вомбрачно дете на меѓународната заедница. Значи во перцепцијата на големите сили, така да кажам, на регионалните сили, на регионалните односи, не секогаш Македонија била конципирана дека ќе постои како држава. И во тој контекст би сакал да апелирам до македонските граѓани дека ние сме една од 198-те нации во светот кои има своја држава. Замислете, едни курди со 30 на милиони немаат своја држава. Ние имаме своја држава и тоа треба особено да го цениме, бидејќи за создавањето на оваа држава, Република Македонија, животот го дале генерации пред, наши современици го положија животот за нејзино зачувување и таа борба никогаш нема да престане, бидејќи во самите меѓународни односи нема вечни пријателства, има само вечни интереси. Токму во рамките на тие интереси кои ни се случуваат, во моментот можеме да гледаме синергија, така да кажеме, и поклопување на интересите на некои држави, но тоа не значи дека така секогаш ќе биде. И на крајот на краевите, не се исти интересите на Грција, да кажеме, како интересите на Бугарија кон Македонија, како интересите на Србија, интересите на Албанија. Не биле исти пред 100 години, не се исти денеска. А не се исти ни меѓу нив. Но не се исти меѓу нив, секако. Но има една цел која ги може би води, сега малку ќе шпекулирам. Добро, супер. А тоа е, значи шпекулирам сега, значи не кажувам научно потврдена или со информација потврден настан или аспект на гледање на работите. Ќе кажам дека ете, например, албанците ги интересира, да кажеме, Република Албанија ја интересира албанското малцинство во Македонија, кој е добар субстракт за територијално проширување на територијата на Република Македонија, односно остварување на големоалбанската идеја за земање на територија од Македонија. Така.
Во овој случај зборувам за Македонија. Но ако ја анализираме таа голема албанска идеја, тогаш можеме да зборуваме и за земање на дел од територија од сегашна Јужна Србија, дел од Црна Гора и дел од Грција, што пак не се поклопува со националните интереси на Србија и на Грција исто така. Која има слични интереси за голема Србија, како што имаат овие за голема Албанија. Секако. Но, од друга страна, например, интересот на Грција не е толку да ја нема Македонија како држава, може би е поблизок до интересот на Србија која би сакала да се врати на границата со Грција, како што знаат да кажат некои дури научни кругови во Србија, политички кругови да кажат нашите јужни соседи грците, сметајќи дека Македонија е нивна територија, но на Грција е на пример интересот да не постоејќи, не гирајќи македонската нација и држава, едноставно да немаат историски проблем и меѓународен проблем по прашањето на окупацијата на егејскиот дел од Македонија, односно денеска зборувајќи за тоа дека границите во Европа се непроменливи, нели, по меѓународното право и сите договори кои постојат, да мора да се одолжат на македонците од кои одзема имотот. Тоа е големо прашање за Грција, која секако би тежело многу. И тука сега да не развиваме понатамошни теории. Значи, на секој начин има свој интерес. А може би било да е тоа историски, било да е актуелен, било да е остварлив или неостварлив, но во својот политички концепт за заштита на националните интереси секоја држава поставува покрај клучните национални интереси, опстанок на нацијата и зачувување на територијален суверенитет и интегритет на државата, целовитоста, поставува и други. Интересно е што ЗАЕВ, СДСМ, оваа врхушка, заедно со целата логистика која ја добија од Сорос, успеа да ги обединат сите овие антимакедонски елементи, да ги добијат на своја страна. И тоа не беше зачудење затоа што видовме кој беше на нивните митинзи од Бугарија, комуникацијата, пешки преминување граница со Грција, имоти лични и така натаму и така натаму. И сега дојде до еден момент каде што малце работите, дури бидејќи ВМРО ДПМН овие години е во чиста дефанзива. Нити ги владае улиците, нити ја владае медиумот, нити го владае, само нешто се бранат, само нешто попушта додека не зоврие народот и предпоставуваат дека имаат огромна сила и едноставно, не знам, го излекуваат ли противникот како Мурињо што прави, го излекува што е можно понапред па за контранапад, не знам понатаму. Но, што ми е тезата? Тезата ми е дека во целова оваа констелација, кога успеваат они да ги содржат, да ги соберат сите антимакедонски сили и деланија, меѓународни и така натаму, како Сорос ја наоѓа својата математика во исчезнувањето, променувањето, деконструирањето на Македонија, и тоа не е ова од вчера, он одамна го прави, а он има огромна логистика од меѓународниот фактор. И можам да замислам кога тука игра Србија, кога игра Бугарија, кога игра Грција. Извини, уште 2-3 збора. Мене ме зачуди многу и огромниот ангажман на Италија во оваа приказка. Дури историски не ми е толку Нема јасно. конекција? Не можам да ја најдам толку силна конекција како што би можел да најдам за Русија, за Америка, за Германија, за Британија, особено, за деконструкција на Македонија, македонската држава и македонскиот индик. А не сте се прашале дали може би за некој друг одработеле преку нив? Е веро. Така. Знаете како, Јанко, кога ќе го анализираме однесувањето на ВМРО ДПМН, мора да ја знаеме и политичката филозофија која раководството на ВМРО ДПМН ја носи. Во мојата денешна колумна која ја објавив, токму за тоа пишував, но во една реченица. Бидејќи, знаете, колумните се вообичајно кратки ставови, изнесување. Јас лично размислувам, не, мислам дека на Курир е објавена, јас
лично сметам дека ќе се позанимавам токму со овој политички и безбедносен феномен кој се случува во Македонија, и тогаш и во самата колумна кажа ВМРО ДПМН има концепт во кој превладува богообразноста на човекот, хуманизмот, чувството за одговорност, отчетност и љубов и патриотизам кон татковината. Ова се зборови кои ретко може човек да ги слушне од политички аналитичар. А од друга страна имаме друг концепт на негативизам, на злоба, на омраза, на личен хедонизам изразен, значи друг вид на политички пристап. И колку јас да не се согласувам со сево она што ВМРО ДПМН го правеше во изминативе години, значи јас тоа се го кажувам како Оливер Андонов, бидејќи како универзитетски професор имам право и на таков свој сопствен став, посебно бидејќи сум од областа на безбедност и одбраната, и сум можеби поради мојот животен пат, каде што сум работел во армијата, па во полицијата, повеќе сум подготвен на тоа да ригорозно и репресивно се делува врз сите луѓе, посебно врз предавниците на нацијата, односно луѓето кои се занимаваат со шпионажа, со рушење на уставниот поредок на државата. Јас лично би рекол дека јас да бев на место на раководството на ВМРО ДПМН, јас ќе преземев не така да кажам противзаконити, него буквално законити мерки со кои ќе го спречев се во ова што Заев го правеше. Но очигледно е дека токму таа политичка филозофија на хуманистичко однесување го потикна раководството на ВМРО ДПМН и рака на срце мора да кажам дека со ова што го гледаме на улица, со протестите за заедничка Македонија, можеме да видиме и со сево она што се случува меѓу народот, значи промена на перцепцијата на граѓаните на Република Македонија, мислам дека вроди со плод. Да, 2,5 години малтретирање, 2,5 години државата стоеше во место и се уште стои, веројатно уште ќе потрае, можеби ще неколку месеци, можеби цела година да потрае оваа состојба каква што е, но се дојде до крајната цел, а тоа е освестување на македонските граѓани за вистинското лице на она што представува политиката на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. И се разбуди љубовта кон сопствената татковина, бидејќи се избегна токму оној момент кој цело време го употребува, ако се сеќавате уште од периодот на шарената револуција, па и денеска ги слушам по дебати, зборуваат пратеници на СДСМ и така наречени независни пратеници од типот на Стево Пендаровски, она Туфекџич и Павле Богоев или не знам кој тврдат дека се независни, а излегува од листите на Социјалдемократскиот сојуз, кои зборуваат за режим. Замислете да ВМРО ДПМН дејствуваше во рамките на законот кој му овозможуваше да Заев поради предавство на татковината, докажани состојби, докажани кривични дела, биде процесуиран, осуден, да немаше специјално јавно обвинителство, едноставно да си одеше работата во редовните процедури и судови, колку дури тогаш ќе вика дека постои така наречен режим. И токму тука е таа предност која ја оствари ВМРО ДПМН, оствари директна хумана комуникација со граѓаните на Република Македонија и буквално ги отвори умовите на секој граѓанин, буквално на сите нас, за тоа како треба да се сака татковината. И дури мислам дека овој помалку и така да кажам гандиевски пристап кон спротиставувањето на деструкцијата на државата ќе вроди со плод. Но и ќе не извлече од оваа криза, се надевам, со едно преумување како треба да ја поставиме државата, она што го почнавме на почетокот од разговора, да го зборуваме за ново втемелување на државата, каде што некои работи ќе мора да се стават на своје место. Бидејќи колку и да се повикуваме на меѓународното право, ние сме Македонија, Република Македонија е најголемиот губитник од така нареченото меѓународно право. Ние бевме принудени да менуваме устав, да менуваме знаме, да се откажеме од малцинствата. Нам не ни се почитуваше пресудата на Меѓународниот суд за правда во Хаг. Значи, кажете колку елементи Република Македонија од токму таа меѓународна јавност доживеа и од тој аспект искрено сум многу задоволен од постапките на председателот Иванов,
и во една прилика на една друга телевизија, отворено на прашањето на новинарката, кажав да бев јас на местото на Иванов, не би го дал мандатот на Заев. Може би реагирал и поостро во однос кон него. Па сепак меѓународната вршеше голем притисок врз Иванов да му го даде мандатот. Така е. Иако свесни ли се дека тоа нема, они велат стабилизација и така натаму, може би овие им ветуваат дека брзо ќе ги уапсат сите овие лидери и дека тоа ќе тоа нема да донесе до стабилизација. Зошто тогаш? Ама еве Груевски се понуди, Груевски даде само жртва, каже еве апси ме, малтретирај ме, само не се. Па зошто и меѓународните тие мешетари не се фатат ете на тоа? Ете ви го Груевски на тацна, решете го и ќе имате власт да ја направите. Од две клучни причини. Прво, платформата да ја поддржи. Нема вина. Ако мора Заев да ја поддржи, земал кеш пари. Овие зошто? Значи ова одговорно го тврдам од две причини. Прво, затоа што нема основ да биде обвинет Груевски за ништо. Целата ова шема и смешка што ја прави и лакрдија на специјалното јавно обвинителство, нема никаде основ Груевски да биде обвинет. Нема основ да биде обвинет, а не пресуда да му се донесе правосилна, во која ќе биде осуден за нешто, за сторено кривично дело. За тоа што се обидуваат да го терета човекот. Тоа е едната работа. И знаат они дека што и да направат, нема да дојде до тоа тие што сакаат. Втората работа е затоа што интересите кои ги застапуваат, било да се тоа интереси на Сорос, да се подплатени од него, било да се тоа интереси на сопствените нивни држави или делови од нивните држави или мултинационални компании кои имаат вмешано прсти со цел користење на ресурси од Република Македонија, тие мора да ги оправдаат. А како ќе ги оправдаат, најдобро ако не низ тие дипломатски коридори, односно низ таквото однесување кон Република Македонија. Единствената работа која ги попречи во се ова е изненадувањето за нив беше прво председателот Иванов кој настапи така како што настапи и второ будењето на македонските граѓани. Македонска пролет каква што до сега не е видена. Така е, нацијата се разбуди и дали забележувате една многу битна работа. На ние, јас тоа секојдневно скоро присуствувам на протести, со задоволство присуствувам на протести и го гледам тоа како функционира. Ниту на еден дел од протестите не забележав партиски знамиња. Македонецот застана под националното, државното знаме на Република Македонија. Прв пат, условно кажано, така гордо застана под националното знаме и кажа ова е Република Македонија. Си имаме своја земја, си ја сакаме таа земја и сакаме да обстои. Тоа е клучниот момент кој ги изненади. А кога ќе се судрите така со волјата на еден народ, не е така лесно да предизвикате поместувања во меѓународните односи и да некој се заканува ќе не нападнал НАТО, интервенција, нели имаше во почетокот Столтенберг се јави, овој се јави, оној се јави. Имаше портали кои вика маринци дошле од Бугарија овде како се стационирале. Нема проблем. Ќе не нападна ти. Што ќе се случи? Ќе бидеме под окупација, па не е прв пат на Македонија да биде под окупација. Но кога се работи за окупација, тогаш тој кој окупира, агресорот, поставувам неколку клучни прашања. Прво, каква порака до меѓународната заедница праќа со сето тоа? Второ, колку сили ќе употреби и колку тоа финансиски ќе го чини? Да го држи, да ја држи територијата под контрола. Трето, колку загуби ќе има? Дали ќе му се исплатат загубите? Дали секој ден гинење на војникот Камен или кога ќе тргне некаде да му се случи возило да му биде запалено или не знам што, има едноставно несигурноста, психологијата. Го имаат тие како искуството, а го имаат Виетнам позади себе, да кажеме, го имаат Афганистан позади себе, русите. Значи, многу такви ситуации има во кои и мали држави, и држави кои биле тотално окупирани, после долги борби можеби, но успевале да застанат на нози и повторно да се осамостојат. Ја би идал повторно на платформата од Тирана. Во еден момент таму, покрај се што е елаборирано околу неа, иако има еден дуализам, малце шизофрена ситуација, тоа е, нели, СДСМ тврди дека не постои такво нешто,
А овие од говорница им мафтаат. Ало. Ама се и Буша тврди од Албанија, министерот за надворешни работи, нема такво нешто. Тоа е нова игра. Сега, тоа го реков на почетокот во еден момент. Играме на варијантата дај ќе ги бришеме сеќавањето, па не сме ние риби па да не се сеќаваме до пред 2 секунди што било. Па овој народ има колективна историја и меморија. Знаеме ние многу добро што се случувало. Излегоа и рекоа во уставот да влезе платформата. Така е. Во уставот да влезе. А тоа значи да влезе еден момент меѓу останатото, а тоа е како они го дефинира, предпоставувам дека добро ја познавате дефинираноста, можам да го извадам текстот е на платформата? На платформата е на англиски, на македонски нема, на албански сигурно има, ама на македонски нема. Имаш и превод на македонски. Јас сум видел превод. Ако направи, не сум видел превод. Не се. Да се осуди геноцидот врз албанскиот народ. Во периодот од 912 до 56. Кога осудуваш геноцид врз еден народ, мораш, значи го осудуваме геноцидот врз марсовците. Кои го извршија? Земјаните. Не може тоа да биде, нели, марсовците се имало обид за нивни геноцид, кој го направил, не е важно. Така и за ова. Јасно е дека тука треба да биде осуден македонскиот народ, дека треба да биде српскиот народ осуден и така натаму, заради годините на владењето пред Втората светска војна и погромот кој го вршеше... По Втората светска војна, исто така. И по Втората светска војна, така, кој го врше Темпо и слични компании, партиски, сето тоа. Нешто друго, идеолошките приказни се нешто друго. Овде е проблемот на осуда за геноцид врз нација. И сега, Заев иде у Србија и вика, нема србите да бидат осудени, добро, нема србите да бидат прогласени. Тогаш кој е? Кој е? Заев кого, дали ме става мене утацна, мене и моите предци, дека биле геноцид? Дали он се прогласува за геноцид? Тука е подлабока работата и не треба да одиме само на варијанта дали е тоа некоја нација која тој ќе ја определи, односно време на владење нечие, туку малку подлабока е работата. Пошто Радмила Шекеринска многу интелигентно избегнуваше да одговори на тоа прашање веднаш после платформата која беше гостин. Они за многу прашања избегнуваат. Јас жалам што немам можност од дел од нив да разговарам токму на овие теми со конкретни прашања. Не сака да дадат одговор на многу работи. Значи, прво и основно, поентата е дека, и тоа Заев во една прилика сам си го кажа, која му е идејата и што сака да каже, дека да не бил вршен геноцид врз албанците, во минатото тие сега на територија на Македонија ќе биле побрани од македонците. Тоа е небулоза. Тоа е глупост. Тоа е весела математика. Значи, нема врска тоа со живот. Ако така сметаме да не беше извршен погром врз македонците и поделена Македонија на 3 дела, 4 дела, македонци сега ќе имаше 4 милиони во Македонија и ќе имаше уште 1 милион и нешто повеќе останати. И Македонија ќе имаше преку 5 милиони жители. Што би било кога би било? И ќе имаш излез нели на море. На 2. Значи, поентата е дека некој сака да прикаже дека во еден период од Македонија се иселувани албанци, посебно во периодот до 56 година, така, каде што се иселувани турците по договорот меѓудржавен помеѓу Југославија и Турција за преселба на населението, на турците, да им се овозможи да се иселат за Турција, каде што дел од турците, подоцна тој договор преоѓа само на територија на Република Македонија да важи, па затоа од Босна, од Санџак се доселуваа во Македонија да земат македонски лични карти, дека живеат во Македонија, за да може да се одселат за Турција. Каде што дел од тие иселени, во најголем дел, се македонци помаци, турци, а потоа доаѓаат и дел од албанци. Сега,
прикажувајќи еден историски период, значи тоа е манипулација со историјата за дневно-политички денешни цели. Тоа е механизам во кој се превртува историјата. Се обидуваат да создадат слика дека под пресија и под геноцид и терор врз албанското малцинство во Македонија, во периодот посебно од 51-2 до 56 година, да кажеме, сите што се од Македонија иселени во Турција се всушност албанци. Што би прикажало дека ете онаа теорија што Заев се обидува да ни ја продаде, што ја кажав на почетокот, дека да не се вршил геноцид врз албанците ќе биле повеќе од македонците. Не, тебе молам, тоа се будалаштини. Тука е македонец го кажува ова го брани. Тука е тој инженеринг на историјата. А да зборуваме за теророт, во Гостиварско, да зборуваме за теророт во Галичник, во Лазарополе, во Селце, во Осој, во Могорче, во Тресонче, за иселување на македонското население од Дебар. Джемо и Мефел. А да се сетиме за Кузман Капидан. Предедо ми затоа и се преселил тука, затоа што више не се живеело. Ама мнози на наши се преселиле од тој дел. Да се сетиме за Кузман Капидан. Григор Прличев не ја напишал поемата Сердарот туку така. Имал основа зашто ја пишува. Да. Се е тоа. Но за тоа не важи, тоа не е битно. Сега ние сме тие кои тероризирале. Треба да измислиме дека некој некого тероризирал. И уште има една теза која идат сега паралелно и доста агресивно, тие се јавуваат кај мене, бидејќи господине Андонов, се во ова што се случува, гледачи албанци се јавуваа уште во ноември месец, октомври, ноември, и ми кажаа дека ќе се случи. Дека албанци ќе гласаат за СДСМ, дека целиот овој инженерик се случува, дека и готово. Не се. Пазете, се иде и со тоа, со калкулација. 35% од населението во Македонија, и тоа не е малцинство, туку е етнико, се албанци. Тоа е погрешна дефиниција. Во меѓународното право не постојат етнички заедници. Постојат мнозинство, нација и малцинства во државата. И тие малцинства може да бидат етнички или национални малцинства, религиски малцинства и етногрупи или етнокласи. И сега што сме ние? Експеримент. Многу јасно е кажано тоа. Значи, дури и во науката не постои етнички групи. Тоа беше, па токму затоа реков, не сакам да го амнестираме Бранко. Бранко се согласи Цренковски со таков рамковен договор кој ни е всушност темпирана бомба за разнебитување на македонската нација како нација. Ние сме етничка заедница, не сме нација, нели? Ако така гледаме. Не, ние сме нација македонска, постои албанска нација, не ја негираме. Но во Македонија живеат делови од таа нација кои се етничко малцинство, национално малцинство. Тоа е вистинскиот збор, тоа се вистинските термини. Како што дел од македонскиот народ, од македонската нација живеат во Албанија и тие се таму малцинство и нема што да објаснуваме тука. И Рама денеска искача и вика 35%. Добро, пак весела математика ќе си играме, ама ајде да направиме еден попис. Истото го прашав и јас. Истото го напишав. Во ред. Ајде попис да направиме. Ајде да направиме еден попис, ама попис како што е по меѓународните правила, а не измислени ќе се регистрирам по Skype, по Facebook или по не знам што. Така. Не, попис како што предвидуваат меѓународните закони и правила за статистика, бидејќи пописот само кај нас има политичка вредност. По правило тоа е чиста статистика, ништо повеќе. Зошто? За да се утврди степенот на растење на население, движењето на население, зашто ние во пописот немаме само национална припадност и верска припадност како аргумент, односно како мерна единица статистички податок. Мене, например, во некој истражување може да ме интересира движењето од град во село. Миграцијата каква е? Број на население, машки, женски,
да кажеме, интензитет на сообраќај ти во статистиката проучуваш. Број на автомобили, Но ние број на куќи, број на... и не го спроведовме. Тоа се многу битни статистички елементи за планирање на државата. Се ми е јасно, ама не го одржавме. Ама ние мора да го направиме тоа. Зашто кај нас веќе тоа е врзано нели и со политиката, така што со политиката и остварување на права предвидени во уставот, кои се, пак ќе кажам, нонсенс. Не треба ние да имаме таква приказка, ако има толку па толку, ако има толку па толку. Битни се човековите права, не се битни колективните права. Така. Еве, јас често патувам, работувам со универзитети надвор и, например, границата помеѓу Унгарија и Словачка е реката Дунав. Во најголем дел е реката Дунав граница. И сега, од едната и од другата страна на реката Дунав воглавном живеат унгарци. Но унгарците кои живеат на територија на Словачка го зборуваат словачкиот јазик. Унгарскиот јазик е втори јазик само во општините каде што тие живеат во мнозинство. Над 25% кај што се таму втори јазик е унгарскиот јазик, а некаде дури имаме и кај што живеат 80% унгарци, па го зборуваат словачкиот јазик во сите официјални преписки со државата. И не им паѓа на памет да кажат дека тоа е посебна територија, дека тоа е унгарска територија. А некогаш, за волја на вистината, била една држава, Австро-Унгарија. Има каде русите се и по во Естонија, 30, по 40%. 40%, па не доаѓа во предвид да Така добијат двојазичност. Тоа се двојните аршини во меѓународната политика. Но, јас Ама веќе двојните аршини веќе им пукаат. Прво со Косово им пукна заради Крим, се бунат со Крим, ама преседанот го направија. Затоа што некој утврдил од искуство, сето тоа кога се донесувале за правилата за однесување во меѓународните односи и конвенциите за човекови права, некој ги утврдил врз основ на познавање, на знаење, на наука. И вели, што е побитно? Дали личните права или колективните? Пред се личните. Добро, господин Андонов, ова е политиката на либералите, на социјалдемократите во светот, која за кратки да ги, бидејќи не може веќе да привлече неолиберализам. Неолиберализам не може да привлече гласачи од она стабилно тело, од работеник, од селанец и така натаму, и потребни му се маргинални групи да измислува те ваквите, онаквите, сексуалните избеглици, за да има такво гласачко тело. Ние секогаш имаме маргинални групи, но тие треба да се потпрат на индивидуалните човекови права. Што да кажеме со турците во Германија, кои се етно класа? Тие не се етничко малцинство. Тие се етно класа, бидејќи се таму како работничко здружение, или виетнамците во Кина. Има и такви, значи, ова го кажувам токму од научен аспект. Има еден американски научник, Тед Роберт Гур, и неговиот партнер Барбара Харф, уште 96-та година го имаат проучувано на територија на цел свет, негде околу 120 држави имаат испитувано со буквално истражување, теренско, социолошко истражување за тоа кои се малцинства во ризик и како ги дефинирале малцинствата. И кои се аспектите кои придонесуваат до зголемен ризик на малцинството. Кога викаш ризик на малцинство? Ризик, малцинства во ризик кој може да има да предизвикаат побуна или нестабилност во регионот. Добро, ќе те замолам за уште една кратка пауза и веднаш потоа сакам да го финишираме со најинтересното. Можните излези од оваа, не можам да ја речам пат позиција, ама сега за сега безизлезна ситуација во Македонија. Одиме со вториот блок реклама. Епа, господин Андонов, како ќе се излезе од оваа ситуација? Просто жештените глави од едната и од другата страна очекуваат дека едниот ќе победи. И тој што ќе победи, мајката ќе им ја расплаче на другиви и ќе ја реши ситуацијата во земја. Иако, ако гледаш така, ВМРО ДПМН ако победи и се реши да ја разреши ситуацијава со овие,
и виз верса, СДСМ победи ги испоапси сите овие, нема да има стабилност во земја. Треба да воведат полициски час или не знам каква диктатура, за да може некое време да одржат. И тоа. Значи, дали ќе се навратиме пак на она што го направи председателот Иванов пред година дена, кога рече амнестија на сите, бидејќи земјава ни е во опасност, што беше многу една визионерска прогноза, до која сега доаѓаме, до која сега гледаме на кое дередже сме, иако они се чувствуваат сега, еве, само што не сме направиле влада и готово се е во ред, ама ситуацијава, ако се сеќаваш на филмот Italian Job, на крај како завршил автобусот кога им виси. Кога се клатеше на... Таман, Italian Job, да. Македонија со ова, тие целата символика. Може ли? Мене просто ми е неверојатно дека може да мора да има. Разрешница мора. Значи мора да има разрешница. Пошто Македонија, но таа разрешница и кој ќе добие во неа, знаете кој ќе биде? Само народот ќе добие. Македонскиот народ, граѓаните на Република Македонија ќе добијат и во нив е клучот на разрешница. Кај никој друг. Нити формирањето влада од страна на Социјалдемократскиот сојуз и неговите партнери за остварување на тиранската платформа нема да доведе до разрешница, бидејќи буквално како без мандат и како на сила ќе формира влада. Без разлика што Заев објаснува приказки за мирен трансфер на власт. Него да беше победник на изборите, никој немаше да му брани да формира. Буквално немаше да има проблем да формира влада, но тој не е победник на изборите и сега сака да узурпира нешто врз основ на карти кои не ги изнел пред изборите. Да, и затоа е тука решението кое граѓаните ќе го дадат. Дури Фуере се обиде да лаже преку Плюс Инфо дека немало никаков договор победник со победника, ние го имаме конкретно. Ние го знаеме тоа дека е така, Иванковска го демантираше. Го растори. Значи, треторазредни дипломати од Европската унија, од типот на Фуере, од типот на оној Ајво Орав, што беше тука, и оној Ван Хуте, како беше оној Мачкарот и такви, мислам, стварно е навредливо за нас. Подниво. И токму тоа ги разбуди македонските граѓани. Не сме ние племе афричко кое не може да се снајде држава да формира, кога ние сме имале држава и сме имале култура и сме биле промотор на цивилизација и култура, од каде што тргнала културата и писменоста кон Европа, сега ние одеднаш треба овде да учиме од некого како се прави држава или што треба да правиме. Знаеме ние што е демократија. Тоа што се случува на протестите е демократија. За разлика од тоа што се случуваше во време на шарената револуција, која беше уривање и крајен државен дефетизам. Не бива, ова нема да не биде. И крајна деструкција. Ние сега имаме дека Македонија ќе ја биде. Тоа е најголемата придобивка која ја имаме сега. Второ, будењето на македонската нација и на сите граѓани на Република Македонија во заштита на Македонија како заедничка држава. И од диаспората. Секако. Тие се дел од нас, тие не се надвор од нацијата. Не тоа го знаеме, туку се разбуди, излегува на протести. Токму така. Се до тоа дека токму тие граѓани нема да дозволат да биде Македонија уништена и распадната. Со својата сила покажуваат до каде е дојдено. И токму кај нив е решението. Зошто кај нив? Затоа што оваа разрешница мора да оди на избори. Значи само пред време тоа е решението. Платформата на ВМРО-ДПМН? Ќе дојдам до неа, па макар и да се спротиставува Заев уште година дена на селото оваа работа, мора да излезе на избори. Едноставно мора. Крај. Ќе има ли тука излезно решение за албанците, например? Ама нив не им треба излезно решение. Тие излегоа со една платформа, си останаа на платформата, му потврдија на СДСМ, па ти прифати платформа, во парламент јавно му го кажаа тоа. Така. Ти прифати платформа за да добиеш потписи за да идеш така да формираш влада. Така. И се он вика не постои. За нив избори, не тоа он што вика и што лаже, тоа е веќе видена работа, нели, дежаву приказка. Тоа што ќе излезат на избори, албанците само ќе си ги вратат гласовите кои со изборен инженеринг им беа земени за да може СДСМ да се доближи до ВМРО-ДПМН.
И се ќе се врати во една друга нормална состојба во која граѓаните ќе одлучат. И тоа е основната работа. Граѓаните да одлучат на избори, ама со отворени карти. Да каже кој што има по што однос треба на да тоа. се направи сега, за да се остварат избори вакви? За да колку од нас и што од нас и што од надвор треба има еден проблем кој го имаме, така да кажам, со уставна фалинка направен. Многу е висок бројот на луѓе кои треба да излезат на референдум за да се повикаме на предвремени избори повторно. Колку е 250.000? Не. 150.000 за да се распише референдум, а мора да излезат половина од запишаните, па нели, голем е бројот на излезност. Ние на избори немаме во секоја ситуација, имаме можеби на избори поголема излезност, но чекај, некој гости ми рекоа дека предвремени избори со референдум не може да се. Дури мислам, па да, токму затоа и сакав да кажам, едно е како се остварува референдумот, а второ е не сум баш сигурен дека уставно може да се реализираат избори. Не може. Но ќе треба да се види со колегиве кои се занимаваат со уставно право. Поентата ми е нешто друго. Токму манифестот на ВМРО-ДПМН, односно македонскиот манифест, кој вчера го промовираше ВМРО-ДПМН, дава можност да излез од кризата. Како? Национално и граѓанско обединување. Буквално сите пратеници кои се дел од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, а кои се чувствуваат како македонци и граѓани на Македонија и кои мислат добро на оваа земја, може да помогне да се излезе од кризата. Како? Едноставно, гласајки за распуштање на парламентот. Разликата не е голема. Мислам дека десетина пратеници може да се согласат со тоа дека излезот е само нови избори, а тие десетина пратеници да покажат и граѓанска и национална свест за обединување околу клучните работи. И уште поинтересно нешто што ни се случува со македонскиот манифест, тоа е порака за иднина. Тоа е историска порака која влегува во иднината. Буквално тоа е границата во која во иднина никој за ништо нема да дебатира и да преговара. Да не глуми Заев демократ, па тој би преговарал за се, јас би го прашал дали би сакал да преговара за неговото име лично, да не се вика Зоки, да го крстиме Рамче, да кажам. Мислам дека нема да има проблем. Нели? Или Лонче, како да го викаме, ама да не го кршиме, што ќе каже? Викаме Лонче, ама не ме крши, по таа стара изрека некоја. Значи, тој е човек без карактер. Има работи за кои може да се дискутира и да се преговара, а има работи за кои нема што да разговараме. Како и да е, нему му успеа, што до сега никому не му успеало. Да ги обедини сите непријатели против Македонија во олкав број и да е на тешко ли му беше тоа? Чекор не му беше. Тешко ли е да се... Значи, најлесно нешто е човек без совест да се продаде, Јанко. Верувајте дека... Затоа и ви реков во еден момент кога дискутиравме што мислите, Груевски нема притисоци, па да има психолошка дека еве на чекор сум од мандатот. Верувајте дека и Груевски имал притисоци. Сигурно имал притисоци, можел многу полагодно да остане на власт, да не знам што се направи све, да измени име и устав и едно и друго и се да направи и да остане на власт. Ама човекот очигледно е дека не го сакал тоа. Тоа го докажува и таа саможртва која јавно ја кажа дека е спремен да ја прифати, но со која, за жал, се игнорира. Гласноговорниците сега се игнорира, но во еден период дел од раководството на СДС си поигруваше со тоа. Па кажете ми кога еден од СДС, од раководството беше спремен за саможртва за оваа држава? Гледате од 91 наваму, кој беше спремен за саможртва од нив? Ве молам, имаме неколку пресеци кои може да покажат како се одвиваа работите во Македонија. И кој беше тој кој беше антидемократ во Македонија? Сметате ли ако спласнат овие протести, дека ситуацијата може драматично да се промени Прво не сметам држава, или сметате дека овие 33, 4, 5, 6 дена колку веќе траат,
дека оставија неизбришлива трага во историјата. Значи, прво од овој историја заклучок кој го дадовте, се согласувам со вас во потполност, оставија потполно неизбришлива трага во историјата и сите учесници во протестот и во оваа време кое го живееме историското време и ќе влеземе во историјата. Едни ќе влеземе како луѓе кои си ја сакаат татковината и кои се вложија во заштита на татковината, други ќе влезат како предавници. Тоа е неминовно нешто. И идните генерации тоа ќе го гледаат. Мислам дека нема да остави трага и да спласнат протестите, но пред се мора да кажам дека мислам дека нема да спласнат, затоа што се гледа ентузијазам кај народот, кај граѓаните и волја за тоа, но и хипотетички да предпоставиме доколку и би спласнале со помал број би одале протестите, нема да остават трага, бидејќи работата тргна. Се освести македонскиот граѓанин, македонскиот човек, се освести секој човек во Македонија се освести која сака оваа татковина, а по најмногу од се надеж ми дава и онаа што се случува во собранието. Значи, буквално ќе се дискутира за се во детали и најинтересно од се е што ние гледаме што се работи. Значи, пак се враќаме на тоа. Колку и да лаже Заев и Социјалдемократскиот сојуз, секогаш како бумеранг тоа ќе им се враќа, бидејќи нивните партнери од политичките партии на албанското малцинство во Македонија отворено им кажуваат, па вие ја прифативте тиранската платформа. Искрено да ви кажам, бидејќи и јас идам на тие протести затоа што не се партиски, туку се повеќе семејни. Граѓански се сретнувам луѓе што на корзо си ги сретнував на времето и ми се допаѓа што стално има некоја естетика поразлична, па ротираат луѓе, разни луѓе, час излегле едни, час други. Огромна е бројката која излезе, нема автобуси, Скопје не излегува, тоа е без преседан, Скопје не да ти излезе, центар не да излезе. Така што има една позитивна убава, има радост, има една енергија, има навистина прв пат, еве јас сум долго со години, луѓе и најголеми патриоти ми се јавувале и ми викале не ја бива оваа држава, не бива нас. Промена, конечни во свеста. Не е ова само... Тоа е најголемата придобивка. Иако вулгарно сака да се каже дека ова одбрана за Груевски... Не, тоа се флоскули на Заев, тој нема веќе што да каже и што да понуди. Груевски сам му се понуди, тој не го прифати. 5 пати го повторивме тоа. И сега некој друг ќе го брани Груевски. Прво нема од што да го брани. Јас ви кажав во една прилика дека народот е во право за тиранската платформа. Не сме да се откаже од неа, а вие дадовте многу добар пример со Немцев кој заврши како што заврши затоа што не го испорача тоа што го испорача. Се што е стргнато во обвинение против Груевски не е точно, е измишлјотина. Значи, измислена работа, човекот не може да го обвинат со цврсти докази, а не да го осудат. И затоа нема никаква основа тоа што Заев го зборува. И уште една многу битна работа која сега вие ме потсетивте на тоа. Навистина гледам само Скопје на протестиве и тоа во Скопје. И замислете, а колку низ цела Македонија има, и токму тоа е онаа што го плаши Заев и СДС. Ги плаши толкав број на народ. Тие знаат дека меѓу овој народ кој протестира има луѓе кои гласале за нив или има дури и членови нивни, симпатизери нивни. И мене не ми пречат тие луѓе. Напротив, добре дојдени се. Наши сонародници, ова не е партиски, ова е за државата. Ова не е партиски собир. Ова не е на ВМРО собир. Тие се наши сонародници, ние сме исти, ние сме сограѓани, ние си ја сакаме оваа татковина. Немаме друга. Апсолутно верувам дека многумине од нив истото го мислат спрема оваа татковина. И горд сум што е тоа така, и горд сум што се разбуди тоа кај луѓето. И затоа и реков, веројатно, политичката филозофија на хуманистичко, патриотско, отчетно и богообразно однесување на ВМРО ДПМН како политичка филозофија последниве 2 години даде резултати. И можам јавно го кажувам тоа. Јас ќе реагира веројатно според закон и пропис, си направил кривично дело, повели во затвор да си одговараш. И затоа е голем потегот и не можат но да некој проценил очигледно како кога лидер ти вика ти потпишувам влада
Нема они, знаете како, Само откажи се и тоа е. Па дури психолошката матрица на Заев е таква. Ама не Тој во секек тврди дека Груевски манипулира. Дури не можат, еве сега сакав само да се поздравам со вас, ама еве ова ми се наметнува. Еве, јас сум Заев, ти си Ахмети, ти викам, слушај, ај јас ќе кажам про форма дека се откажувам од платформата, ја земаме потписи и правиме влада. Зошто и тоа не може да го исфолира? Затоа што е премногу тешко, затоа што Ахмети се врзал за таа платформа и тоа е негова национална платформа. И тоа не ме зачудува. Тој се бори за остварување на тие национални интереси кои ги има зацртани. И за него е добивка, токму тоа е проблемот на Заев да оди повторно на избори. И не може да биде ова проформа само кажано. Ова ако е прифатено, кога ќе дојдеш у момент, мораш да го спроведеш. Нема тоа пупу не се важи и се договоривме само да фатиме власт за да ги смениме ВМРО-вците. Не. Токму тоа е, тој мора да испорача резултати. Пошто не може да испорача резултат, тој е во паника. А Ахмети нема никогаш да каже, не е точно, не постоеше платформа. Па врз основ на што на следните избори предвремени или редовни, да кажеме, Ахмети ќе се пофали. Ќе каже, јас се борев за таа платформа, така Ахмети ќе си ги врати гласовите назад, а Заев ќе остане без тие албански гласови кои ги имаше. Значи, тоа е основата на приказката и знае Заев дека го потона Социјалдемократскиот сојуз. За жал, за голема жал. Иако се убедени дека се на работ на триумфот. Ти благодарам многу за учеството. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Да, се размуабетивме, еве мораме веќе и времето, инаку би ве потпрашал уште мал милион работи, затоа што освен анализата го познавате и добро и оној безбедносен, за кој сигурно би можело уште многу да се разговара, затоа што оваа Казабланка е ретко видена во светот. Ваква концентрација на служби на едно место, може би требало само една емисија за тоа да направиме. Во некоја една прилика. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.